Значи, постои своевидна отуѓеност кај оваа млада генерација, не може поинаку да го толкуваме тоа, ако постои на оваа возраст такво отсуство на желба за дебата и за отварање на прашања за кои не можеме да кажеме дека не се блиски до нив. Употребата на Фејсбук, она што се случува на Фејсбук, не може да биде здодевна тема за еден млад човек од оваа генерација, но тоа е тоа. Вториот заклучок кој произлезе од целото истражување е убеденоста на оваа генерација дека целосно може да се заштити од било каква злоупотреба што се случува на интернет. За жал, ако подлабоко навлезете во тоа што се подразбира по злоупотреба на интернет, 90% од овие луѓе по злоупотреба подразбираат лажни профили. Постојане, значи тие се плашат од тоа некој да не отвори лажен профил на нивно име или да не налетаат со некој коментар на нечии профила, тоа всушност да не биде тој. И мислат дека е заштита доволна тоа што знаат како да блокираат некого, како да пријават лажен профил или во крајна инстанца да го пријават овој интернет криминал во надлежните институции, за тоа се свесни. Никаков коментар немаше, очигледно не се свесни, за можностите за политичка манипулација која се прави од страна на групите, политички групи кои постојат на социјалните мрежи и чија мисија е остварување на ова влијание. Значи, неверојатна е убеденоста на младите луѓе дека на овој начин врз нивните политички ставови не може да се влијае. Никој на овие теми организирано не разговара со овие млади луѓе. Самите истакнуваат дека заштитата од не само од политички влијанија, воопшто злоупотребата во оваа сфера некој немале, исклучиво во своите семејства и по некое предавање во училиштата, особено кај помалата група, нели, кои посетуваат средни училишта, на заштита од злоупотреба, но од типот на педофилски порно мрежи и така натаму, не заштита од политички влијани. На прашањето дали на социјалните мрежи членуваат во групи кои имаат политички цели, како што се партиски профили, фан-клубови на политичари и слично, добивме многу мал број на позитивни одговори. На овие групи тие се дел, но најчесто или само како наблюдувачи, или пак од информативни причини, особено во периодот на кампањата. Но имаше одговори дека во овие групи тие членуваат за забава. Останува заклучокот дека младите за нивните ставови сметаат дека се изградени и цврсти и дека членувањето во било каква група за политичка цел не би можела тоа да го смени. На прашањето дали користите социјални мрежи, 100% е позитивниот одговор меѓу младите, а истиот процент се однесува на користењето на мрежата Facebook. Помало дел од нив ги користат и останатите социјални медиуми како Twitter, YouTube, Google+ и слично. Како цел, поради која ги користат овие мрежи, младите ги наведуваат комуникацијата со пријателите, споделување на интересни информации, како и можноста за запознавање со нови пријатели. Дали ќе се случеше арапската пролет без социјалните мрежи? Дали ќе се случеше турската револуција, окупирајте Кокјези, без социјалните медиуми, без социјалните мрежи? Може би да, но ова е време на електронска демократија, електронска револуција. Македонскиот случај е многу интересен со оглед што стана најголем и моќен инструмент за политичките актери, за политичките односи, за новинарите, за политичарите, за моќта, способноста да се крене свеста на граѓанскиот активизам, на граѓаните и во случајот младите. Во оваа сала и од моите колеги знам само еден човек што нема Facebook, тоа е Саша Ордановски. Покојниот Никола Младенов исто така немаше Facebook. Многу добро знам заради тоа што му се жалев постојано дека сум мета на и цел на критики и напади, особено кога се затвораше А1 телевизија, но и подоцна. И секогаш ми викаше згасни го профилот, не вреди да се нервираш и да се бориш со луѓе кои се непознати всушност. Тоа е виртуелна јавност, тоа е виртуелна дебата и диалог.